Честитки значи за второто место, одличен успех за екипата на Климент Охридски. Малку фалеше, но мислам дека и ова е одличен успех. Да, конкуренцијата е голема, задоволни сме што сме втори во државата, значи јака конкуренција, ќе се трудиме за наредната година уште подобро први. Фалеше многу малку да бидеме и први. Нека ви се може да... Фала. Значи второ место за училиштето Климент Охридски е голем успех. Што ќе им порачате на сите кои што не тренираат? Па за сите кои не тренираат им порачувам да почнат и да продолжат да тренираат за оние кои тренираат, бидејќи навистина ракометот е спорт кој е доста развиен и треба и уште да се развива. Благодарам за честитките. Се одигра финалниот турнир во Делчево, гледавме добар ракомет, заслужено екипата на Стружижанка, поточно од Струга училиштето освои прво место. Како сте задоволни од целиот тек на натпреварите од почетокот до сега? Најпрво да им се заблагодарам на домаќините што се организира одлично и допринесува за надпреварите да се одвијат во најдобар ред. Учениците покажа едно високо ниво на подготвеност и скоро може да се каже дека се на едно високо ниво спортско, а исто така во ферплей постапките што ги покажа денеска за време на надпреварите. Поведија најдобрите, а секако дека и тие што не се пласира на првите 3 места дека се доста солидни. Да, задоволни сме претходната недела второ, сега прво и многу сме задоволни со овој успех. Тренирате ракомет заедно? Заедно околу 3 години и тренираме напорно и еве успехот се исплати. Што ќе порачате на тие што не спортуваат? Да почнат да спортуваат затоа што спортот е нешто најубаво и да играат ракомет и така. Супер. Дали сте задоволни од овој успех? Освоихте одлично трето место. Да, секако дека сме задоволни, ова е голем успех за нас и голема иднина. Што ќе им порачате на оние што не спортуваат? Ракометот се чини број 1. Па да почнат, бидејќи е многу добар спорт.